добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат правиме мала кратка анализа на некои нови награди кои ги донесува болидите во втората недела од предсезонските тестирања. Неколку фотографии одвоив за вас. Овој пат секако не би можеле да поминеме ни сите можни промени кои болидите ги има. Тоа би рекол е невозможно, меѓутоа неколку поинтересни моменти што мислам дека вас ќе ви се допаднат и што се интересни да ги разгледаме, ги одвоив, па затоа ве замолувам во следните неколку минути да останете со каналот Формула на македонски и едноставно да ги продискутираме овие интересни промени, нови концепти, некои идеи кои ги представуваат инженерите преку своите надградби во падокот предсезонското тестирање во Формула 1. Гледаме овде предно крило на Мекларен, забележете го тој највисок елемент на предното крило каде што имам ставено на црвена линија и забележете го овој црвен круг каде што го има обележено тој засек на тој преден зид, страничен зид би рекол на предното крило. И сега ќе видиме веднаш промената во следната фотографија. Ова не само што е промена можеби за како концепт генерален, туку се однесува и на промена можеби на предно крило за различен тип на конфигурација, различен тип на патека зависно од потребите на аеродинамичка, односно потисна сила. Еве гледаме веднаш таа линија што има претходно обележено, гледате сега како е многу покоса, што значи дека највисокиот елемент од предното крило е многу поспуштен надолу спрема тој страничен зид, поагресивен е и го насочува целиот аеродинамички водушен ток, така наречен outwash на англиски, односно тоа излекување на тој водушен тек покрај предниот пневматик и со самата инерција и со самата аеродинамичка сила да биде тоа потоа завлечено спрема страничните крила, бачборд, спрема отворите за ладење и да се однесе назад спрема дифузерот и задното крило. Гледаме слика од новиот дифузер повторно на болидот на Мекларен. Овде суптилни се, миниатурни се разликите во однос на стариот, не би навлагал во тие детали, меѓутоа оваа фотографија одбрав просто од аспект да видите уште еден пример како функционира тој така наречен flow vis, односно таа боја која ја користат инженерите по аеродинамика во тимовите во Формула 1. Гледате они на овој начин потоа ги фотографираат овие моменти и потоа овие движења баранови што ги предизвикува тој аеродинамички ефект ги документираат и врз основа на тоа создаваат аеромапа и гледаат дали оној дел од болидот кој они го таргетираат, дали навистина го добива потребниот водушен притисок, потребната потисна сила и потоа врз основа на овие информации они ги носат нивните одлуки, прават други наградби, прават нови модели на постоечките елементи и на тој начин го развиваат болидот и добиваат во брзина, нормално, тоа е целта. Одиме понатаму, ова е болидот на Рено. Гледаме од првата до втората недела голема промена во страничните крила, така наречени бачбордс. Гледаме дека во долната фотографија се новите промени, со плаво ги имам обележено, гледате тоа второ бумеранг крило, тоа е едно рамо кое сите го користат тимови веќе, први го воведоа Red Bull и Mercedes, потоа го скопираа сите овој концепт. Гледате дека тоа рамо е како уште еден голем елемент, како уште едно дополнително крило и служи за дополнително да ја стабилизира шасијата во тој среден дел од болидот. И гледате долу има некои мали промени кај тие многу крила кои буквално личат на некои мали ребра кои служат за десекткување на тој водушен ток и негово микроменаџирање би рекол кон задниот дел на шасијата. Одиме понатаму. Ова е Мерцедес тестираше два различни концепта со нивото задно крило. Самото задно крило е идентично, меѓутоа основата на која се држи е различно. Имаме варијанта стара со два постулата и варијанта нова со еден постулат. Ова се прави, ова е навистина многу тешко да се изведе бидејќи задното крило трпи многу голема тежина од тој аеродинамички товар, од таа аеродинамичка потисна сила и многу е тешко да се изведе, да се држи само на еден постулат, бидејќи најтешкото е физички да биде издржливо и на овој начин не само што се добива аеродинамичка предност, бидејќи имате сега само еден постулат кој е буквално скриен зад капакот на моторот и не ви предизвикува драг, односно тоа аеродинамичко завлекување, туку и намалувате на тежина, а знаеме дека Формула 1 тимовите се болни да намалат каде можат секој грам да биде правилно искористен и болидот да биде што е можно поблиску до таа минимална тежина предвидена со правилата. Одиме понатаму.
ова не е некоја нова надградба, туку Ферари тестираше два различни поклопци на моторот за патеки кои бараат помал степен на ладење на моторот и повисок степен на ладење на моторот. Би рекол патеки кои се во Европа и патеки кои се на пример во Бахрейн, каде што е екстремно жешко, или во Сингапур. Така да гледате овие два отвори што се сега директно кај моторот, гледате како се позатворени, делуваат повеќе во склоп со самата шасија и со самиот поклопец на моторот. Меѓутоа во следната фотографија ќе видите Ферари тестираше концепт каде што ќе моторното ладење ќе биде во поголем захтев, така да гледате има и дополнителни два отвори, веднаш до главата на возачот спрема ретровизорите, и гледате овде овие отвори кај задната суспензија се колку се поголеми, пошироки, едноставно се остава повеќе простор на моторот да може да се лади, при тоа да ги задржи своите перформанси. Мислам дека оваа фотографија ќе биде интересна, се надам дека тоа така, едноставно да видите како тимовите најчесто се одлучуваат за различен пакет на компоненти, меѓутоа тоа не мора да значи и подобри или полоши перформанси, едноставно се наоѓа некој баланс за да се болидот доведе во вистинското, би рекол, место за управување. Red Bull, таа наметка така наречена, која веднаш се монтира под носот и која се поврзува со тој така наречен T-tray, направи мала промена, буквално стави тука еден како забец кој има функција како сплитер, буквално го раздвојува воздушниот ток на два дела, едниот оди спрема T-tray, другиот оди спрема предната суспензија и спрема Batchboards. Адриан Њуи повторно ја покажува својата гениалност тука. Гледаме секоја миниатурна најмала промена може да значи дел од секунда, десетинка, пола десетинка, меѓутоа кога ќе додадете многу вакви мали елементи наеднаш на еден болид, тоа може да ви направи голема разлика. Така да Red Bull напорно работи оваа година да биде компетитивен и верувам дека тоа ќе биде така. Еве гледаме уште една споредба кај Batchboards, гледате во долната фотографија колку едноставно делуваат тие два странични ѕида, тие две странични, би рекол, крила, меѓутоа овде веќе во новата иретација гледате дека се тие веќе десеткувани, се направени со многу поголем детал. Тоа значи дека овде дозволува поголем проток на аеродинамика, поголем проток на воздух, меѓутоа исто така и тоа значи дека веќе болидот и подот понапорно работи за да креира таа потисна сила, меѓутоа и таа треба да биде ефективна, а да не биде онаа која предизвикува драг или завлекување. Така да Red Bull тука тестира различни концепти, што би било подобро и зависно од самата конфигурација на патеката. Некоја патека бара поголема максимална брзина на правците, некои патеки бараат поголема максимална брзина и стабилност на болидите во брзите свиоци и при сопирање. Така да различни варијанти, различни концепти, меѓутоа затоа е предсезонско тестирање да се откријат сите детали на самите болиди. Истиот момент, само од друг агол, не би се задржувал многу на оваа фотографија. Одиме понатаму. И последната фотографија која одбрав за вас гледате тие миниатурни, ситни, мали детали кои се на предното крило обележани со тие црвени стрелки. Исто така Red Bull филозофијата е на outwash концепт на предното крило, односно гледате во таа мала фотографија во десниот горен агол обележана како old, таму каде што стои старата конфигурација, гледате има повторно flowways боја и ви покажува на кој дел од предното крило они се фокусираат, тој outwash да го има својот правилен тек. Така да, тоа е тоа што ви имав за вас денеска да го одвојам. Следниот викенд почнува сезоната, сигурен сум дека и во Мелбурн има многу нови надградби. Со нетрпение сите чекуваме почетокот на новата сезона. На сите ви посакувам среќа во новата сезона, за кој тим навивате тој да има успех. Секако во коментари ги очекувам вашите идеи, вашите предлози, вашите забелешки и се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам што ме следите и поздрав!